Male, ciculata, chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Добро вечер и добре ни дојдовте во уште една редовна зимска трета смена. И овој понеделник, иако надвор имаме навистина се уште ниски зимски температури, кои што се надевавме дека барем оваа седмица ќе бидат малку поблаги и ќе наближуваат до нулата, но веројатно ако и овој пат ги погодат прогнозите и од утре па натаму не чекаат нови врнежи на снег и нови уште по-ниски температури. Верувам дека многумина од вас, вклучувајќи ме и мене тука, ќе ја паметиме оваа зима, која што обилуваше со снежни врнежи, обилуваше со многу зимски лудори, за жал и со многу скршеници на раце и нозе, што од невнимание, што од навистина несреќен момент или ако се најдеме на погрешно место во погрешно време, но како и да е, ќе се сложите во едно, сум сигурна, дека зимата без снег некако не му доаѓа како зима. Затоа уживајте во овие денови во кои што се уште имаме снег, а верувам дека и допрва ќе имаме во овој месец, барем така ни најавуваат од Хидрометеоролошкиот завод, и да си го направиме ние и овој јануари, до крајот на јануари убав, како што беше исполнет со празници, со убави моменти, со денови на кои многу често наздравувавме и си посакувавме убав почеток, старт на новата 2017 година и да се надеваме дека таква ќе биде се до 12-тиот месец. Вечерва во моето студио имам две интересни, исклучителни дами, какви што многу пати во овие 3 сезони ви представував. Дами кои што се трудат на секој можен начин да бидат корисни за луѓето околу себе, но да го направат исто така и светот подобро место за живење. Едната веќе 10 години живее на друг континент, живее во Америка, е активист и волонтер на македонската обединета диаспора, а другата ни доаѓа од мојот град, од градот на конзулите, и е председател на едно здружение Емануил Плюс, каде што членови се родители и деца кои што имаат проблем со церебралната парализа. Нив ќе ги видите веднаш после краткиот джингл. Male, ciculata, chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Да се биде хуман, да се биде доблесен, да се биде подготвен секогаш да се ставиш од другата страна на приказната, да ја намалиш колку што можеш болката на другиот, да ја поделиш неправдата и сите оние недоследности, сите оние нерегуларности со оној кој е директно засегнат во целата таа приказна, е навистина голема работа во ова време во кое што некако се сведува на лични интереси. Хуманоста, како што многу пати досега сме зборувале, не е маркетинг. Хуманоста не е да се сликаме и да се представиме на телевизија или на социјалните мрежи. Хуманоста е нешто многу повеќе од тоа. Да не инсистирав јас, може би тие вечерва и немаше да бидат присутни со мене во нашето студио, бидејќи хуманоста ја прават со цело срце за сите оние на кои што им ја потребна, и веќе 4 години, толку колку што постои настанот кој што се случи на истекот на 2016 година, Ајвар Петка, ме испровоцира да ја поканам нашата вечерашна гостинка, која што пак со себе си ја понеси и својата гостинка за која ви зборував пред малку. Ана Дуковска од Америка ја дојде на краток престој во Македонија. Ана, добре ни дојде. Добре ви најдов и благодарам за поканата.
И со нас заедно е и Бети Булаковска, председател на Сдруженијето Емануил Плюс од Битола. Бети, здраво. Здраво. И добро вечер. Добро Воедно ми е вечер. драго што во оваа јануарска вечер ќе позборуваме за нешта кои што верувам дека ќе ги мотивираат и ќе ги поттикнат и останатите, онолку колку што можат да се вклучуваат во хуманитарни активности, во правење на добро и подавање рака на сите оние на кои многу пати тоа им е потребно. Не мора да сме лично. Како што реков, 10 години, ако добро запомнив, живееш во Америка. Да, од 2007 година. Но веќе неколку години си активист, си волонтер во македонската обединета диаспора, нели? Така е. Кои се твоите обврски, надлежности и задолженија таму? Обединетата македонска диаспора е непрофитна организација, непартиска организација, која работи за националниот интерес на Република Македонија. Значи, сите наши активности се сврзани за подобрување на Македонија како наша земја. Со тоа што ние сме дел од диаспора и живееме надвор од Република Македонија, не значи дека ние не се грижиме за Република Македонија. Јас како член на оваа организација сум веќе 5 години, последните 5 години, активно работам на проекти од културен аспект и од хуман аспект. Организираме годишни настани за прославување на годишнината на нашата организација, на која присуствуваат голем број членови кои не се македонци, кои се пријатели на Македонија од другите земји низ светот. Организираме лидерски конференции на кои представуваме македонски бизнисмени кои живеат во диаспората. Исто така се организираат и настани од хуман аспект како Ајвар Петка. Имавме исто во последно време и акција за поплавите за Скопје. Дел беше доставен до Црвениот крст. Останатиот дел се реновира организација за која во скоро време ќе биде завршен проектот и јавноста ќе дознае. Така. Бети е мајка на детенце со церебрална парализа и е лично засегната во приказната за која што ние вечерва ја посветуваме ова трета смена. Ајвар Петка пак е трката која што се случи 28 декември. Настанот? Настан 4 различни трки беа во склоп на овој проект. Значи, јас како координатор на овој проект организиравме, успеавме во склоп на обединета македонска диаспора, се разбира, успеавме да организираме 5 трки. Првата беше во Детройт, Мичиген, во соработка со други две македонски организации, МАСА и УМАТ, од локални македонски организации од Детройт. Средствата собрани од таа трка беа наменети за домот на доенчиња во Битола, а останатите 4 трки во септември и октомври во различни викенди беа во Вашингтон, ДС, во Гарфилд, Нью Џерси, Колумбус, Охајо и Лос Анџелес, Калифорнија. Собраните средства од тие 4 трки беа наменети за Емануил Плюс. За Емануил Плюс. И токму по тој повод Ана ни дојде во Македонија оваа зима на овој убав снег да ја донесе донацијата. Бети, како е да се биде мајка на дете со церебрална парализа? Како е? Па, со раѓањето на Никола ми се отвори еден нов свет, што порано не сум го познавала. Не ги познавав тие деца. Прво дете беше Никола? Второ дете. Второ дете е Никола, имам ќерка. После 4,5 години Никола Господ ми го даде. И од раѓање е болеста, церебрална парализа. И постепено како што растеше Никола, така се навикнував на него. Борбата е тешка. Учевте секојдневно? Учевме секојдневно. Се прилагодувавте? Да. Никола има веќе 17 години. И се бориме секој ден. Од почеток дур беше малечок, беше подруго, полесно беше. Сега како што расти, проблемите се поголеми. И најпоќе тоа ме засегна и да формирам Сдружение. Од 2012, да. Плюс, така, нели? Да. Колку соработуваат и колку разменувате искуства и велат една глава
мисли како што мисли, но повеќе глави веројатно мислат и попаметно и можат и повеќе да си помогнат. Колку родители членуваат и колку се дечиња вклучени во? За сега во моето здружение се 18 дечиња. Тоа се сите од Битолската Од територија? да, од Битолската општина, имаме и од општина Демирхисар, општина Могила 2, тоа сите тука се. И соработуваме со родителите, исто така си ги бараме. Потребите на децата се исти. И на 5, и на 10, и на 5, и на 10, и на 20 се сите исти. Тие се деца кои не можат да ги обавуваат секојдневните обврски, храна, тоалет, физиолошките потреби, секогаш треба присутен родител да не. Најчесто мајката е во овој случај, која 24 сати е со детето и која не може да основа ни работен однос ни ништо, цело време е врзана со детето. И поради тоа издружението е формено, за да си ги бараме правата. Колку нешта се изменија на подобро. Ние не отвараме ваквата тема прв пат, неколку пати досега во овие 3 сезони сме имале и родители присутни, сме имале и луѓе кои до некаде ни помогнале со тоа што подсетуваме, насочуваме, предупредуваме, опоменуваме и бараме да се изземе или да се додаде некој член во законот плюс. Обично мајките се многу револтирани за тоа што многу време се чека за било каква промена, кога можеби некогаш навистина и ќе се откажат од самата борба или кога можеби некогаш самите деца не сакаат ниту да дојдат. Некогаш и децата биле расположени да присуствуваат без разлика за каков вид на диагноза или кога се работи за попречености, некогаш и дечињата самите сакаат да доаѓаат, но некогаш се откажуваат гледајќи дека ништо не се менува кај нас. Што е она што е најнужно, најважно, кој член треба да се додаде, односно на кои нешта треба да се обрне внимание? Еве нова година е да се надеваме дека во 2017 некои нешта ќе ги потурнеме малку повеќе и ние медиумите. Сите се запознаени, мислам дека со децата од церебрална парализа. Бидејќи ние единствено што добиваме од државата, тоа е последниот додаток кој е 4330 денари, веќе 10 години уназад не е покренат. Нема никакво. Тоа е единствено. Како второ, бараме, јас најпоќе што се борам за здружението и го формирав и се за пензија на родител. Да добие мајката или тој што го гледа детето за пензијата, за стажо, изминатите години на детето да се прерачунат во стаж на родителот. И имаме сега неа мобилност, веќе 2-3 години мислам дека е тоа воведено, мобилност, која се доделува на деца со посебни потреби на 100% инвалидитет. Ама кога се донесе законо, се чекаше околу 1 месец и после тоа кладоа граница на деца на 26 години. А кога се работи за тежок инвалидитет 100% од раѓање, јас мислам дека тука не би постојала граница на години. И таа мобилност што се доделува на 26 години, мислам дека ги следва. Да. Уште од време на раѓањето. И со тоа ќе се придонеси и за родителите. Мислам дека со 4000 денари на денешно време, јас пак ќе речам фала му од и порано кога Никола се роди, не добивавме ние пелени преку фондот. Сами си ги купувавме пелените, после неколку известно време, после 5-6 години, ги добивме тоа. Па како што оди напред, гледам дека и свеста се разбудува и сегде. Да се надеваме. Да, ги добивавме, ние пелените сами си ги купувавме. Така. Посебниот додаток, како што идеше, почнавме со 2500, кога е Никола роден 17 години, еве веќе 17 години сме стигнати до 4000. Да се надеваме дека ќе се менуваат на подобро нештата. А на колкава е донацијата која ја донесе? Донесовме, извинете, $11,500, кои беа префалени на жиросметка на Сдруженијето и со помош на Бети заедно ги купивме сите ствари кои се потребни за овие дечиња. Купивме од хемиски производи, од пижами, тренерки, постелнина, им дадовме ваучери за прехрана
и одлучивме дека со остатокот, ова беше еден дел само од донацијата, одлучивме со остатокот да најдиме доктор, физиотерапевт кој ќе ги посети овие семејства, секој поединечно дома, нели децата не се во можност да одат во установа, за да им пружиме и физиотерапија, да им земиме ортопедски помагала и се она што за сите подеднакво има потреба. Одлично. Ајде да погледнеме ние нешто од кратките видеа кои ти ни ги донесе, да видиме можеби токму од тие моменти кога се делеше донацијата, но како и да ќе ги искоментираме. Еве погледнавме како убаво се развиорени црвено-жолтите знамиња, балоните и луѓето ентузијасти, луѓето хумани, луѓето кои со една цел беа таму присутни да би дадат свој личен придонес, да бидат од некаква помош и да издействуваме некому насмевка и да помогнеме. Ова беа трките од сите четири држави каде што се организира, воедно и од сите тие 4 трки беа собрани, прибрани токму оние средства кои Ана дојде оваа зима да ги донесе за Сдруженијето Емануил Плюс. Контактирате ли бети со некои други здруженија, разменувате ли искуства, си помагате ли обострано едни за други? Обично луѓето кога се лично засегнати од својот проблем, тешко остваруваат видик и надвор, но еве институционално имате ли гласноговорник кој оди во ваше име или ти или било кој друг кој што треба малку повеќе веројатно и упорност и малку повеќе да бидеме досадни и малку повеќе да напоменуваме со какви проблеми во реалност се соочуваме? Па видете, кај нас, бидејќи нашите деца се најтешка категорија
И родителите претежно се цело време со децата. Ние дури не можеме ни да ги обавиме основните обврски што ни се трудиме да излегваме вака по медиуми, за да не запознат, да видат дека постојат тие деца. И комуницираме со повеќе здруженија, порака Прилеп се запознаваме веќе преку Facebook страната. Се го запознават и нашето здружение преку ресурсниот центар исто така од Скопје. Бевне во Кавадарци. Тоа беше за родители на посебни потреби и деца. И таму бевне тоа беше лани преку ресурсниот центар и таму се запознавме. Тоа беше многу добра средба за сите родители и сите здруженија и сите. Таму остваривме повеќе контакти. И тоа сакам да ви кажам, бидејќи ние премногу сме зафатени со децата дома. Оти ова категорија е многу тешка и не можеме, колку што можам се трудам, удам по вратите. Трупам, за да ги запознат проблемите, за да ни поможат се што му треба на дечињата. Ама некако тешко оди. А на колку си запозната во Америка, каков е третманот на ваквите дечиња и колку институционално им се помага, им се олеснува животот, бидејќи и онолку колку што кажа Бети, можам само да претпоставам колку е тежок еден ден да се издржи, а тоа не е само еден ден, тоа се години. Јасно. Америка, здравството и македонското здравство не може да се спореди, реално. Има институции, има заводи, има установи каде овие деца се згрижени, каде овие деца имаат интерактивност преку ден за социализација, за буквално за све. Исто така државата им помага за нивните секојдневни потреби, значи не може да се спореди. И од таа причина ние бевме инспирирани за да помогнеме на било кој начин со тоа што ние тоа го правиме и оваа донација даваме, се надеваме дека ќе се крени свеста на народот во Македонија, како и на институциите за да продолжат каде што ние застануваме. Така. А бидејќи го погледавме ние видеото од трките, јас мислам дека можеме сега да го погледнеме и видеото од доделувањето на донациите, да ги погледнеме и дечињата кои се членови на Емануел Плюс, така да ќе ги видиме оние убави насмевки, кои верувам дека нема да бидат за последен пат, туку допрва ќе пресретнуваме и ќе се познаваме хумани луѓе, институции кои што ќе се обидуваат од време на време да се стават од другата страна на приказната и да си ја сватат хуманоста и волонтирањето како една голема благородна мисија. Ете ги видовме насмевките на дечињата од Емануел Плюс. Ана,
Кажи ми како е организирана македонската обединета диаспора и какви се друг вид на настани се организираат освен ваквите хуманитарните настани? Обединета македонска диаспора постои веќе 12 години. Формирана е од група македонци кои сакаат својот глас да го возвишат во Вашингтон. Центарот на, мислам, канцелариите на организацијата е во Вашингтон, само на еден блок од Белата куќа. Значи, целта беше да бидеме тука, каде што нашиот глас ќе биде слушнат, каде што луѓето ќе научат за Македонија, за нашата култура, за нашата традиција, за нашите проблеми, за заеднички да дојдеме до решение. Се организираат настани, како што кажав претходно, од културен аспект, од хуманитарен аспект, за дружење и социализација. Така се запознаваме меѓу себе, одржуваме контакти, имаме македонци кои се веќе успешни бизнисмени, ги поврзуваме, на некого му треба потреба од адвокат, го поврзуваме со адвокати и слично. Значи, претежно е за македонците и за пријателите на Македонија. Родена Охридјанка си иначе? Ти не достига ли Охридското езеро, Охрид, како бисер? Да? Секој ден. Да. Како ја компензираш носталгијата, тагата? Добро, сега во поново време некако полесно ми се чини со сите овие олеснувања со интернетот и со сето она, не ни се толку далечни луѓето, сепак ги доближуваме на некаков начин, но сосема е друго кога си тука сега, кога си таму, да? Јас живеам во Америка 10 години, целото моје семејство живее во Македонија. Значи, јас сум потполно сама таму. Таа празнина која што ја чувствувам секојдневно, ја надополнувам со тоа што се вклучувам во вакви проекти кои ме прават да се чувствувам поблиску до Македонија. Со тоа што на некого ќе му се помогне, ќе му се подаде рака и ќе се изнуди насмевка на лицето, мене ми прави само да се чувствувам подобро, затоа што со тоа што јас сум таму, можам повеќе да помогнам него ако сум тука. Okay. Бити, колку можеме да се сложиме или да демантираме дека ние сме хуман народ како македонци и дали треба да сме лично или директно засегнати или да имаме некој поблизок или подалечен во семејството кој се соочува со некаков здравствен проблем или попреченост, за да подадеме рака, или доколку тоа не му се случува на некој од нас, тогаш некако си стоиме на страна и посматраме на целата ситуација. Така е кај нас изгледа. Во второто, така, нели? Да. Јас секогаш мислам дури човек не осети болката. Не осети болката, после подруго размислува. Да. Кога веќе ќе те засегне. Ве изненадиле ли некогаш досега вас родителите кои си го имате најдиректно проблемот, а не значи дека некој од оние што сега во моментов не гледаат дека не може тоа на нив да им се случи, бидејќи неволјата не доаѓа со најава, туку неволјата доаѓа. Едноставно и треба да живееме и да се соочуваме со тоа. Да. Но ви се случило ли некој пријатно да ве изненади? Еве донации од типот на овој кој го добивте сега од македонската обединета диаспора, од луѓе, поединци, компании. Ние да речеме неретко тука сме поттикнувале таква некоја иницијатива и се случувало на некој од здруженијата или на луѓето кои ми гостувале да после известно време некој ги види, им се јави и им направи некакво изненадување, дали ќе им овозможи по некои акциски цени да ги однесат децата од одредено здружение на некакво летување или на некаков викенд или на било што нешто што може да им го разубави животот и да им даде некоја светла нота дека не е се така црно и дека постојат луѓе кои сепак сакаат да даруваат и нивното малку некому да биде утре многу, нели? Сте потегнале ли досега во овие 5 години да ги однесете некаде заедно, да се потрудите, дали некој би ви помогнал, еве да речеме да поттикнеме една таква идеја, летото е далеку, но од сега да ја размислуваме и да ја разработуваме идејата колку би било убаво кога овие дечиња сите би можеле некаде заедно да се најдат, не се многу 18 деца, и да се подружат една недела. Да, тоа е убаво, ама пред се да ви кажам дека од кога е формирано здруженијето,
секогаш се трудам и постојат луѓе добри. Постојат со срце и со душа. Од кога е формирано Сдруженијето за божикните празници, за великденските празници. Кога идат празници, сакам во фирмите понудувам барање и сите излегуваат во пристрет. Многу голема благодарност до битолчани. Можам да кажам дека за дечињата и ми дава донации, одам во фамилиите, ги доставувам, бидејќи ние немаме канцеларија, нашето здружение. Седиште не постои некој. Не постои седиште, бидејќи не можеме ни да дојдеме на тој состанок со дечињата и секогаш сакам да ги изненадам. И секогаш постојат добри луѓе. Јас мислам дека ќе постојат и понатаму. А за ова околу одмор на дечињата, бидејќи се потешка категорија дечињата мои во Сдруженијето. Има ли подвижни деца кои самостојно можат да се движат? Неколку. Да, ама со 2-4 сати се со родител мора да имат. Да бидат со придружник. Так. А претежно се тежат хендикеп, 100% инвалидитет. Дечињата. И околу одмором, тоа е добро е. Добро е да се организира, добро е се и за родителот, ќе излезе од дома, ќе смени средина и дечињата. Имам и дечиња кога има и што разбират, што комуницират, што се радват. Соработувате ли со скопските здруженија? Па не, сега за сега. А имате ли од некаде исцрпено некакви искуства како во развиените европски земји ги организираат ваквите проблеми, односно како ги решаваат, не може да ги организираат, како ги решаваат и како се олеснува секој девието и на родителот. Предпоставувам дека во развиените земји и родителот добива некаква надокнада со оглед на тоа што е неспособен да оди на работа, на некаков начин е и казнет. Да. Принуден до крајот на својот живот, односно до животот на своето дете, да не може ниту тој да биде во функција или да може да, особено мајката, едниот родител. Познати ми се законите во странство. Какви се и шо се, ама ние сме во Македонија и мора да живееме во Македонија. Еднаш порано слушнав една мајка која кажа дека ако се соочам со некаков хендикеп, дека ќе напуштам земјата, ќе заминам, бидејќи условите сите ги знаеме какви се во странство. Сите знаеме во Македонија со кои услови живееме и што добиваме за овие деца и дека родителот е цело време спречен да оди на работа. Но никогаш не се осмелив и не можам да ја напуштам земјата. Да, Не сакам да ја напуштам земјата, бидејќи тука сум растена, тука луѓето со луѓето, тука со детето, сите ме разбират и го сваќат проблемот. Имам голема поддршка од сите од луѓето. Така. Неодамна ние имавме тема за лицата со телесен инвалидитет и разменивме некои искуства, поточно истражувања вршевме во неколку развиени европски земји, каде што добивме информација конкретно за во Германија, каде јас таму имам пријателка која е лице со телесен хендикеп, која ни прати краток мејл и напиша дека во Германија конкретно е среќа во несреќа да си лице со телесен хендикеп, бидејќи имаш на многу начини поволности, предности, заштитен си од нивниот систем и покрај тоа што имаш од 2 или од 3 места парична поддршка, значи финансиска поддршка, имаш постојано можност за терапија која на некаков начин ти ја олеснува состојбата. Добиваш и нешто како белегзија која се носи на раката 24 часа и со едно притиснување на копчето за 2 минути доаѓа човек на твојата врата да провери дали си добро и дали евентуално нешто хитно не ти е потребно да ти донесе. Значи, веројатно сме ние многу далеку од тие таквите нешта кои би можеле кај нас да се вметнат, но секако дека треба да почнеме од почеток за да знаеме што е она што најмногу недостига, а најмногу недостига вметнување на оној член во законот
во кој што треба да се обезбеди тој мобилен додаток, Мобилноста, да. мобилниот додаток. Туѓата нега исто така. Тие се три, мислам дека главни барања, што најпоќе мене ме засегнуваат и родителите како мене. Не сум јас. Има и ќе имало секогаш. Така е. И тие се основните три, да се навратиме пак на барањата, посебниот додаток да се подкрени, пензијата за родител да се добие пензија, бидејќи ние колку што старееме и психички и физички веќе попуштаме. Не сме Сигурно. Не сте ни во функција, не сте ни од помош. Да, сето тоа и нега. Кога се работи за 100% инвалидитет, нега родителот да се добива Така е. за детето. Ана, почнавме годината, ти се враќаш назад за кратко време во Америка. Какви ќе бидат следните проекти и имаме ли нешто во најава, еве да најавиме нешто, пошто еве ќе се одбележи овој барем првиот период од годинава? Имаме сега во почетокот на годината се веќе подготовките за 2017 Ајвар петка. Имаме моментално 3 опции, се разгледуваат и се ставени на гласање за да одлучиме каде ќе бидат наменети средствата за оваа година. Интересно е што со тоа што го постигнавме со претходниот Ајвар петка, каде бенефитира членовите на Емануел Плюс, за благодарност на тоа добиваме и повици од луѓе кои сакаат да се вклучат во овај проект и сакаат да организираат трка, значи се шири, веќе и низ Европа не бараат, и низ Австралија, така да мислам дека се повеќе и повеќе растеме и ќе можеме да направиме поголема разлика во животите на оние кои најмногу им требаат. Одлично. Има ли нешто што не те прашав, а е убаво да го кажеме, што се однесува на останатите твои активности таму на американскиот континент? Мислам дека покривме све. Најбитно е тоа што со оглед на тоа што сме хумани и како што кажав, со тоа што живееме надвор од Македонија не значи дека нашето срце не чука за Македонија и сакаме и се стремиме кон тоа да помогнеме за Македонија и воедно сакам јавно да им се заблагодарам на сите учесници и на сите спонзори кои помогна да ги изнудиме на смевките на овие 18 дечиња. Одлично. Јас верувам дека нема да биде ова последен пат. Верувам во борбеноста, во истрајноста, во упорноста и во енергијата која ете Бети, веројатно сите луѓе како тебе кои се соочуваат со такви големи предизвици се одбрани од Бога за да ги носат, да ги носат останатите на својот грб и верувам дека ќе истраеш во борбата, верувам дека 2017 ќе донеси некоја добра вест што се однесува барем во промените на овие членови во законот, во постечкиот закон. Искрено посакувам што повеќе насневки на лицата на сите вакви деца, не само со церебрална парализа, туку со било каква нека друга непријатна диагноза или попреченост. Сите знаеме колку е тешко да се има член во семејството, особено пак колку е тешко да си родител кој прави се, но не може да ја подобри, не може многу да ја подобри состојбата на своето дете. Секоја чест и за вас, волонтерите, хуманитарците, активистите, луѓето кои што издвојуваат од своите средства и сакаат да бидат некому од корист и да се надеваме дека во 2017 ќе имаме што повеќе помош и поддршка, а што помалку болни луѓе на кои ќе им биде таа помош потребна. Бети, јас ви стојам на располагање за било каков настан, каде што ќе можам јас да го дадам мојот личен придонес. Во Битола ние секако ќе се видиме наредниот месец. А на тебе ти посакувам добар пат, многу успешни реализирани проекти, предизвици на професионален и на личен план и веројатно ќе се видиме ние повторно, ако не ова, можеби наредната 2018. Дај Боже. Дај Боже, и јас се надевам дека ќе биде така. Вам ви благодарам што бевте со нас. Крајот на оваа емисија ние ќе го заокружиме со музика, како за лесен сон, секогаш музиката го поттикнува доброто расположение. Мислам дека една Бетовенова соната ќе ви дојде одлично за крајот на ова издание и не заборавајте дека репризите 2 ни се секогаш наредниот ден, односно утре во 9 часот и 30 минути и во сабота напладне околу 12 часот и 30 минути. Голема благодарност до моите долгогодишни соработници и пријатели, модниот салон Вики Ива
и фризерското студио Соник. Ние се гледаме повторно во четврток, прво во втора, а подоцна и во трета смена. Довидување.
чикита, чики, чики, чикита. Ha 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 ha!